Пред масовна публика во салата на Занаечискиот дом вчера вечер се одржа фестивалска промоција на видеоспотовите за детскиот фестивал Бисерчиња. Првичната идеја на Слајан Станишковски за ваков фестивал веќе е реализирана од Асоциацијата за уметност и култура Мултиарт и Телевизија Плюс. Фестивалот се состои од 12 песнички кои се пропратени со видеоспотови, посочуваат организаторите. Приказната започна некаде на крајот на месец март, каде што објавивме еден конкурс, аудиција за сите дечиња кои што се заинтересирани да учествуваат во фестивалот Бисерчиња, за кои што ќе бидат снимени видеоспотови. Во Телевизија Плюс одржавме аудиција, направивме разговор со дечињата, направивме список и од тука започна целото патување кое траеше до вчера, до промоцијата. 12 песнички се снимени, секоја има посебна приказна, секој дете се изрази желба за што сака да пее, имаше дечиња што вежба гимнастика, имаше дете што сака куче, дете што сака маче, дете што ги сака годишните времиња, дете кое што сака да јаде многу витамини, па сакаше да пее за витамини, имавме и веќе тинејџери кои што сака да пеат за симпатии. Значи, опфативме различни теми. Сите теми беа индивидуални за секое дете и секоја тема беше преубаво обработена. Тимот се состоеше од Слајан Станишковски и Тања Тодоровска за музиката, текстот и аранжманот, и видеозаписите беа креирани од Телевизија Плюс. Изразуваме огромна благодарност до Општина Куманово, до градоначалникот, Советот на Општина Куманово, до Фондација за култура и спорт во Куманово, кои што ни дадоа подршка на овој фестивал, спонзорите кои што помогна во реализација на проектот и доделија подароци на самата манифестација се балетското студио Ултра, танцов клуб Динамик, кои што вклучија дечиња во реализација на видеоспотовите, потоа ресторан Stone Revolution, каде што се одржа снимањето на видеоспотовите, игротека Скубиду, игротека Старс, млекара Бучен Козјак, Микрографикс и продавницата за детски играчки Детска куќа, кои што доделија одредени подароци на самата промоција. Песните за кои што се снимени видеоспотови ќе бидат поставени на официјалниот канал на ТВ+, каде што направивме цела година, кој ќе има најголем број на прегледи, детето да добие награда песна и видеоспот гратис за наредниот фестивал. Преполната сала во Занаечискиот дом е доказ дека на Куманово му се потребни вакви иновативни културни настани за најмалите, истакна Драган Ивановски, директор на Телевизија Плюс. Телевизија Плюс во овој проект влезе на партнерска основа со Сдруженијето Мултиарт, чија што идеја беше детскиот фестивал. И драго ни е што сме дел од овој проект, затоа што чинаме на некој иновативен начин се тоа направено со поинаков пристап, за разлика од другите фестивали, посебно од детските фестивали. Овој фестивал е на друга основа, имено песните ќе се промовираат најмногу преку видеоспотовите кои што ги изработи ТВ+. Јас мислам дека навистина ваков тип на настани му недостасува на нашиот град и сега можеби тоа ќе звучи како флоскула, бидејќи сите организатори за својот настан си мислат истото, но мене заправо ми дава да го тврдам тоа, бидејќи вчера во Занатскиот дом салата беше преполна, тоа може да забележат и нашите гледачи. Оваа промоција на фестивалот и на песничките на децата предизвика големо внимание кај нивните родители, роднини и други пријатели и навистина беше убава гледката да се види преполна сала, меѓутоа да се видат и тие насмевки на дечињата кои беа вчера не само бисерчиња, туку вистински звезди и настапија, би рекол, одлично, ако се земе во предвид дека тоа е нивен и прв настап од овој тип. Телевизија Плюс ќе продолжи со промоција на овие видеозаписи преку нашиот YouTube канал. Верувам дека тоа посебно ќе им биде драго на дечињата, затоа што и другите кои не биле присутни ќе можат да ги следат, односно да ги гледаат тие нивни настапи преку видеозаписи, и преку испеаните песнички. Исто така се надевам дека тоа ќе биде вистински мотив за следната година, што повеќе дечиња да ни се пријават и секако се надеваме дека од сето тоа може да излезе некој добар резултат и во крајна линија некоја нова музичка звезда од Куманово. Организаторите се надеваат дека следната година фестивалот Бисерчиња ќе добие уште поголема поддршка од Општина Куманово и дека е веќе вистинско време покрај постоечките културни манифестации да се поддржат и нови културни збиднувања кои ќе го привлечат вниманието не само на граѓаните на Куманово, туку и пошироко во регионот.